За нас ова е голем напредок, бидејќи нашиот клуб, кој што склучи договор со Академијата на Реал Мадрид, проект кој ќе трае 5 години. Ова ни е прва година и имаме мислам дека е задоволителен, бидејќи имаме околу 55 деца, што значи дека има интерес, а со тоа ќе одиме напред, ќе видиме како се работи во тие големи клубови, како треба младите да работат, како треба напред да одат и да направиме од тие наши млади дечиња идни фудбалери кои што ќе го красат нашиот фудбал и нашиот фудбал ќе оде напред. Кампот сега овој што се одржува тука, тренерот што е од Шпанија ќе одбере 3 деца и тие на есен ќе одат во Реал Мадрид, во школата нивна, 7-дневни тренинзи ќе обават да видат и таму како се работи. И тоа е потик за овие млади деца да што повеќе се ангажираат и што повеќе работат и одат напред. Ги има од сите возрасти од 2005 па до 2011. КФК Тиквиш многу инсистира на увежбување и на тренирање на млади деца. Да, ние улагаме доста големи пари во младите категории, бидејќи знаеме дека едината на еден клуб е во младите категории. Со ангажирањето на децата, ние имаме околу 220 деца кои што моментално тренираат во нашата школа. Со тоа ангажирање, со таа работа што ја имаме професионални тренери, млади тренери кои што сакаат да се докажат и кои што сакаат да работат, а така со таа работа, со таа ангажираност и младите деца одат напред и мислам дека иднината на нашиот град нема да биде во прашање. Реал Мадрид лесно не доаѓа во квадроци. Како успеавте? Па, тоа е точно. Ние, наш голем помагател во оваа работа сета и во КФК Тиквиш, знаеме во клубот, е градоначалникот Митко Јанчев и неговата фирма Кожушчанка. Они ни помогна во овој проект да биде така вкажано поевтин, бидејќи ги не спонзорира 50% од давачките што треба да се ги дадат децата. И голема благодарност до градоначалникот и до фирмата Кожушчанка. Тој проект со Англија го завршивме успешно, направивме успех, се вративме сречни, весели со нови искуства. Децата веќе се помотивирани, уште на првиот тренинг се види дека малку тие турнири му влијаел на нивната самодоверба. И се надевам дека и понатки само со такви турнири можеме да дигнеме квалитетот на нашата школа. Сега наред е Реал Мадрид, од денеска почињаме со Реал Мадрид Experience, значи учествуваме околу 53 дечиња. Тука ни е еден од мастер тренерите на Реал Мадрид школата, одговорен за кондицијски тренинзи, Мигел. Он ќе биде одговорен овие 5 дена за припрема на дечиња, значи тактички, ќе има нешто кондиционо да му покаже и некои вајда вежби со тоа што последен ден ќе се заврши со меѓусебен надпревар. И вајда после известно време ќе добиеме изјава кои 2 дечиња од овој камп ќе присуствуваат во Мадрид. Следните проекти јас ги најавив, значи имаме турнир веќе кај сме пријавени во крајот на август, 30-31 септември во Скопје, Газибова. Силен турнир кај што учествуваат 3 наши генерации, 2006, 2008, 2010. Тоа е веќе потврдена работа. Учество ќе бидат екипи од Балканот, значи од Звезда до Хајдук, до Динамо Загреб, Раднички Ниш, Лудогорец, Бугарија. Такви се информации ќе видиме. И плюс нашите прволигашки екипи тука што се школа. Кога бевме во Англија, ставивме во контакт со газата на Ленс, Ерца Ленс Лондон се французи. Стапиме во контакт и ни кажат некои турнири во Леман, ама сите тие се за наредната година. И готвијат купот што е еден од најголемите купови и турнири за деца. Имам некои информации дека учествувале околу 1700 екипи. Случајно вчера така разгледувавме со допис. Значи се играе на 110 терена и исто и тие турнири за наредната година, за наредното лето. Само што сега чекаме да заврши па да почнеме контакти со мејлови да видиме што како би изгледала организацијската работа. И во Англија покажавме дека имаме квалитет, значи не знам, снимки нема, имаме некои снимки направено, не се монтирани, ќе испаднат во некој валја 1 сат, некоја емисија ќе се посветат за тоа патување наши, за тоа гостување таму и само ќе видите дека на тие снимки дека децата играат прекрасен фудбал. Значи имаме пофалби од тренерите таму во школите дека кога акција почине од голман, значи тоа веќе извежбана и тренирана работа, значи не е само испуцување на топка кон
напаѓачи и да чекаме некој да се браниме. Кожувчанка го поддржува овој проект на ГФК Тикаш и ве молам, зошто се решите тоа? Значи вака, најпрво да кажеме дека Кожувчанка е еден од првите партнери или соработници на овој камп на Реал Мадрид. Уште од минатата година, кога за прв пат се решија да прават камп во Македонија, односно во Скопје, во јуни месец 2018 година, Спорт Арена, која што е лиценциран партнер на камповите на Реал Мадрид и ги организира овие кампови низ Македонија, достави понуда до нашата компанија и ние веднаш се одлучивме да бидеме партнери на овој камп. Недвосмислено ја прифативме понудата и застанавме затоа што станува збор за спортски проект, за едукативна работилница за деца, каде што ние секојаш ги поддржуваме ваквите настани и од тогаш па наваму цело време сме со овие кампови, ние каде и да бидат. Оваа година повторно потпишуваме нов договор. Се одржа камп во јануари месец во Охрид. Таму имаше успешно исто представување на камповите на Реал Мадрид и сега во јуни месец, значи овие кампови се одржуваат во исто време во Штип, во Кавадарци и во Скопје. Само што сега разликата е тоа што под покровителство се и на фудбалските клубови заедно во соработка, како што е нашиот домаќин ФК Тиквиш од Кавадарци, Работнички од Скопје и Китго од Пехчево. Се во соработка со овие кампови. Кожувчанка стои понатаму, значи за овие кампови со поддршката неизмерно која што ја даваме цело време и сакаме да имаат успешен камп овие деца тука. Се надеваме дека во што поголем број ќе бидат забележани во нотесите на овие тренери и скаути, па да се надеваме дај Боже и во идно време да видат повикани и таму на посета, на тренинг камповите кои што се одржуваат и во Мадрид, па да се надеваме и дека некој би можел да заигра во некој идно време за Реал Мадрид, да, за кралскиот клуб.